надевам дека со оваа тема ќе го задржам вашето внимание. Ќе зборуваме за убавината на старењето, убавината на созревањето. Согласно годините, има ли ништо поубаво тоа? Да растеш и созреваш согласно годините. Мојот соговорник денеска, Наде Молеровиќ, добро познат професор, но и мотивацијски говорник. Добро утро. Добро утро. Добро ве најдов. Благодарам што одговоривте на поканата. Ако никогаш размислував на оваа тема, размислувам постојано. Со кого би можела да разговарам, вие бевте првиот и единствен избор. Благодарам од срце. Зошто е толку убаво да се гледаме себе си секој ден и да си велиме колку добро изгледам за своите години? Па најубаво е. Па нели? Најубаво. Знаете што, годините, за жал, имаме кај нас едни предрасуди кои што се носат и се влечат од генерации на генерации. Како што е технологијата дополнителна која што комерцијализира и промовира младост и убавина, да се бориш против старењето, да изгледаш млад, вечно млад. Знаете како наметнува дополнително уште еден програм кој што се вселува во младите умови, дека многу е грдо да стареш, дека е многу грдо да имаш години, дека е многу, знаете, надвор од секое достоинство да бидеш повозрасен. Напротив, јас сакам да кажам дека овие се навистина многу убави години и секоја наредна е многу убава за секого. Зошто? Па затоа што јас конечно и ние конечно би требало да се откриеме и да си се разбереме самите кои сме ние. Дали јас сум станала таква каква што сум сакала и сум посакувала? Дали сум работела на тоа да бидам подобра? И она што велам секогаш, па точно знам, па можат ли овие години да бидат навистина депресивни, ако јас навистина ни сите овие години на живење, на работа, или социјални активности, дружба, со луѓе, со кои што ги прифатили, не сте ги прифатили така натаму, вие фактички откривате што е тоа што вас ве прави среќен, што е тоа што не треба да го работите, во што уживате да работите, што ве прави среќен и буквално да си уживате во ситуацијата во која што сте. Па тоа е благослов. Знаете колку луѓе, велам јас, на планетава не успеале да остарат. Затоа што многумина многу рано го завршиле живот. Ние никој не знаеме дали велиме утре ќе се разбудиме. Секој ден е благослов. Така, секој ден треба да се разбудиме со радост, со благодарност за денот. И она што сакам да биде вниманието е дека секоја година е своја убавина. Млади години ќе речеме, сега си млад, уживај во годините, но не само младите години се за уживање. Имаше една многу интересна, моја драга пријателка вели, кога ќе си ги видам белите влакна, ќе си речам, колку приказни има тука. Апсолутно, точно така. Или во секоја бора, колку приказни има тука. Точно така, колку насмевки што велате. Да. Ама знаете што, Јована, јас би сакала навистина и сето ова што го говориме, ама да му дадеме вистински смисол, не само да го кажеме дека годините се така, па дрн, како некакво клише. Вистински, годините кои што доаѓаат, значи првично се е тоа индивидуално кој како го доживува. Затоа што зрењето и староста навистина зависи од многу околности. Индивидуално од кој смисол? Зависи како јас сум си се перцепирала себе си, колку јас сум работела на себе да ова тело, овој ум, моите мисли ми бидат во моја полза, затоа што сум го сватила дека животот е навистина многу краток, односно дека животот е сега сме, тука сме и нема да не биде, затоа што животот навистина е пролет, лето, есен, зима. Ние не сме го апсолвирале тоа, ние мислиме дека сме бесмртни и дека нас тоа не може да ни се случи, тоа се случува на некој таму. Затоа велам, значи, ако ние сватиме и сме свесни дека нормално и природно е да старееме и треба да старееме, затоа што што повеќе старееме, тоа се повеќе треба да стануваме помудри и да позрели и посреќни, затоа што сме станале автентични ние. Што велам јас автентични? За жал, верувајте ми, Јована, кај нас и можеби во светот, зборувам сега за овие услови овде, 99% од луѓето, ви гарантирам, ајде да не претерам, да бидам оптимиста, 90% од луѓето не се автентични. Што сакам да кажам? Не се тоа за што се представуваат. Зошто? Затоа што се плашат да бидат тоа што се, како ќе ги осуди и што ќе каже средината за нив. И затоа се трудат. Цел живот се трудат да задоволат
Точно така, и да ги задоволат очекувањата на нивните родители, на нивната средина, на нивните пријатели, на нивниот шеф, на нивниот директор, на нивниот лидер. Не се своји луѓето. Знаете, кога немате слободата да бидете свој и да бидете искрени тоа што сте, да кажете што чувствувате, зашто се радувате, што ви е тежи, што сакате да промените, а со годините вие полека сакале, не сакале, само оние што ќе останат слепи, нема да ги отворат очите и да речат да бе, ова сум јас, да, ова не сум јас. Ако ова не сум јас, кој сум јас? А како сето тоа да успееме да го направиме с оглед на тоа дека како стариеме, стануваме помудри, посвесни за самите себе? Не може ни еден човек да ми каже дека не знае што посакува, што сака, кои му се желбите, што него го исполнува. Сите ние многу добро знаеме. Но може би анализата сами на себе не си ја правиме. Апсолутно. Па да знаеме до каде да. сме стигнале тука во исполнување на тие наши сатисфакции и наша надоградба. Велам, толку многу си ги сакам годините и сакам да и понатаму да ме чува здравието, се разбира, и да растам и да созревам согласно годините. Да. Затоа што нема ништо поубаво кога ќе видам крај себе возрастна жена, веќе реализирана во својата професија, достигнувања, полна со себе и да слушнам од неа совети, насоки. Насоките се најважни, за да знаеме каде тираме, и поддршка. Тоа е се, само да си продолжиш право по патот. Меѓутоа, еве клучната твоја поента, Јована, дека ти сакаш тоа да го направиш. Ти сакаш да слушнеш. Ајде да тргнеме од анализата. Значи, од анализата. Види сега, ако случајно, например, во периодот од животот, постојано, барем јас лично, сум се постојано прашувала. Ако нешто ми се случува, позитивно или негативно, јас сум се прашувала, сум го барала одговорот зошто ова ми се случува. Каде сум јас во тоа што мене ми се случува? Има работи кои што се случуваат, ама јас не можам да ги исконтролирам, не се до мене. Значи, нешто што е надвор, обкружувањето и така натаму, светот никогаш нема да биде по мојата волја. И сето оно што ни се случува денес, овде, не е по моја и по ваша волја. Затоа што се случува во зависност од околностите. Меѓутоа, што е она што јас можам да го правам? Значи, тука почнува на првата наша работа. Чекај бе сега. Ако овој нешто рекол, ако ова се случува тамо, ако овие направиле вака, ако овој ми рекол ова, ако ова се случило, и ако јас за се нешто реагирам импулсивно, секојдневно, денеска во денот ќе се случуваат 30 можеби работи. Добро. И сите се непријатни, така? Добре. И што ќе кажем, чекај се, можам ли јас да дозволам? Мојот ум нема да, зашто јас сум го тренирала мојот ум уште од порано кога сум се прашувала. Што можам јас да направам во оваа ситуација? Дали ќе дозволам тоа негативно што можам да го контролирам, нели? Можам да ги контролирам своите мисли, можам својот без да си го контролирам, можам својата емоција ако ми дојде на некој да ме навредил, нели? Сега во моментот, дали јас ќе му возвртам или не? Ја нема да му возвртам, јас ќе се насмеам и ќе си одам. Зошто? Затоа што јас нема да паднам или нема да си дозволам согласно нечија реакција која што не соодветствува според мојот стандард на однесување, на пристојност, на љубезност, на и така натаму, јас тоа не го коментирам, не ми доаѓа, затоа што тоа не е моја приказна, тоа е приказна на тој кој што така реагира. И тоа не сум јас. И не сум јас. И јас сум се заштитила и се заштитувам секојдневно од тоа. И знаете, за мене и за мојот за моите гледања, за моите ставови, моите верувања сум јас. Значи, ако постојано наследувам верувања, а ние сите сме подложни на верувања кои што ни се дадени уште од времето на мојата баба, на мојата мајка и така. И сега кога доаѓа моментот? Моментот кога мојата мајка, на пример, која што навистина ми ги дала сите овие човечки квалитети и вредности во мене како човек што треба да бидам јас, меѓутоа ако сметала дека јас како жена морам да бидам само за дома, и дека не може јас да носам кратки сукњи ако имам 2 деца, јас сум си рекла, зошто да не? Па ја чекај, значи јас сум почнала да ги преиспитувам тие верувања, дали мене ми користат, дали се стереотипи. Стереотипите, така, а ние сме робови на стереотипи и така натаму. И во контекст на ова како да почнеме е во преиспитувањето. Дали ова ми користи, дали не ми користи, дали јас можам овој да го контролирам, дали не можам, дали однесувањето на некој
лидер, на не знам кој што води некого, нели водат, ние некој сакаме секого да следиме. Најмалку се следиме себе си. Јас ќе следам некого кој што ги има вредностите и како човек, и како професионалец, карактерни особини. Ме разбирате, во секој јас ќе следам такви луѓе кои што направиле нешто повеќе од мене. Не некои кои што не се докажале сами себе, а вие треба да ги следите. Токму затоа сакам од другата страна да ги гледам личност која што ќе ми биде пример. Сега, како воведува нешто друго што сакаме да зборуваме, ние човекот од секогаш ја има потребата да биде дел од толпата за да преживее. Апсолутно, и ние треба да бидеме дел од толпата, но како да се издвоиме како индивидуи, да не се препуштиме на толпата, дека секоја една од нас, не само во машки, женски род, е единствен, уникатен. Каков што е, уникатен. И треба да се сака и прифати таков каков што е. И е прекрасен. Да, значи, ако се прифатам таква каква што сум, и ако јас имам она што велам, значи имам јас своји ставови и погледи, своји верувања, како јас како човек треба да изгледам на своите 65-6 години. Како ќе изгледам јас кога имам 70 години, со што јас ќе се занимавам. Ако толпата која што е моја генерација ги дигнала рацете од себе, затоа што смета дека животот завршил. Знаете колку за жал. Многу сметат или на улица кога ќе ве видат, знаете што, нели погрдни сме, ние знаеме да осудуваме. Баба, видиш што, знаете, они коментираат. Тие не знаат дека тие баби уживаат во својот живот многу повеќе од него или тие кои што имаат по 30, можеби 40 или 20 години. Затоа што точно сепарирале што ги радува, што не ги радува, па тоа што не ме радува, јас ќе го избегнам. Ако седам во друштво со луѓе кои што прават муабети, кои што, например, мене не ми од јас ќе седам, ќе слушам нормално. Меѓутоа, знаете како сум се фатила, Јована, многу пати. Ако сум во друштва каде што постојано се негира нешто, ние сме стари веќе, ние вака. Ја веднаш си гледам во небото, си гледам во облаци, викам, види бе што тие не ги ни забележуваат дрвата, тие не ги ни забележуваат што им се случува туку, знаете како? Пропаднати, вглабени во своите предрасуди, дека сега е готово. Сега препушти се, животот завршил. Животот, па знаете, животот денеска е долговечен, луѓето се подолговечни. Ама знаете како некој, лесно ти е на тебе, ти да зборуваш, ти ова, ти она. За се треба инвестиција. Инвестиција во себе и во сопствениот ум, во сопствените мисли и во сопственото здравје. Ако јас сум отишла во пензија пред 2 години, имам толку многу што работам и што мене ме задоволува, нели? Пишување, читање, предавање, држење, едукација. Тоа мене ми е живот, тоа е мојата страст. И таа моја страст ми дава живот. Да, сте го нашле тоа што вас ви исполнува. Да. Одговорот на тоа лесно вие вас така да зборувате зашто. Ете така исполнети сте срекни како на мене што лесно ти тебе си секојаш и насмеана и ведра. Не сум секој ден насмеана и ведра, но самата правам да бидам насмеана и ведра. Тоа е тоа што вие велите дека треба да си најдете начин во кој што ќе ја најдете позитивната страна и на денот, и на животот, и на случувањето се. Оно што сакав да му дадеме посебен акцент е, зборувавме како да се издвоиме од толпата и зошто перцепцијата кај младите. Дека можеби маркетинг кампањите си го направија своето, веројатно, на тие можеби малку посилни, поагресивни од било кога естетски корекции. И зошто ги гледаме девојчиња прекрасни по 24-5 години со естетски корекции, дали се тоа усните, дали се можеби си ногијат и брчка, зарем треба на па понатаму и веќе влегуваме во еден калап кога секој подсетува на секој и веќе ги нема тие специфичности. Кога ќе го видиме некој човек и тој е специфичен, уникатен, таков каков што е. Така е. Дали има некоја, не знам, лузна, било што и да има на себе, единствена. Да, ние сме, сите сме навистина многу посебни, различни, единствени и уникатни. Да. Пак ви кажав, значи се е во погледот на светот и погледот на тоа каква јас себе си се очекувам, каква јас треба да бидам. Сите ми имаме замисла какви сме
нели, и какви сакаме да бидеме. Она што реков, не се луѓето автентични. Повеќето од луѓето сакаат да бидат такви како што некој друг посакува. И тие го поминуваат животот исполнувајќи нечии желби. Затоа што знаете имате и многу посесивни родители, партнери и така натаму. Можеби јас сум имала среќа што ја имам слободата. Слободата ви е нешто што никој не може да ви ја одземе, за која што вика некој ќе се борам. Да, ако не се изборам јас за сопствената слобода во смисол слобода, да избирам да правам тоа што мене ме прави среќна, да се занимавам со хоби и со активности кои што мене ме исполнуваат, да направам нешто што можеби на неког друг ќе му помогнам, ете со моите едукации, со моите предавања и така натаму, за цел да поткренам некаква свест и совест што се какви треба да бидеме. Сега знаете на младите посебно кои што живеат во една навистина ера каде што се бомбардира со технологијата, ви даваат прототип каква жена всушност треба да бидете. Зборувам за жените, нели ние повеќе сме чувствителни, ние буквално се повеќе сакаме. Што е можно да останеме помлади? И мажите подлегнуваат. Да, подлегнуваат на истински. Па модерно време. Добро, можеби, ама не може тие толку да направат такви предпоставувам толку зафати, видливи, кои што на пример она што велите сега кога ќе ги видиме младите почуваат да заличуваат една на друга, да. Калап мора да биде тоа така. И тоа е многу погрешна и опасна порака, доколку младите немаат до себе некој стабилен фактор, како мајка, баба, некој кој што навистина може да се чека и да видиме што е тоа што те прави незадоволна, нели? Постојаното само рефлектирање, она што го преицка, што го споминавте, колку често треба да го правиме. Чекај се, зошто сакаш да направиш? Што те поттикна да го правиш? Зошто не си задоволна од себе? Ајде видиме што е тоа што друго те прави несреќна освен твојата ова. Дали е се во изгледот или има нешто повеќе во духот, во мислите, во погледот? Ме сваќате погледот, перспективата на светот. Дали светот ќе го доживуваме како едно убаво место? Па не постои во светот само несреќи, таги, борби и војни, значи има и толку убави места и животот е наистина е убав. Она што кај младите девојчиња е работењето на нивните самодоверба како кај сите млади луѓе. Ако јас имам самодоверба во себе, во тоа што сум и како изгледа, мене ништо нема да ме допре, ама нив ги допира. Може би затоа што се покревки, им недостасува делот на искуството. Апсолутно. Да, ама затоа се родителите, бабите, некои кои ќе им го укажат тоа дека не се добива, не можеш да ја добиеш ти самодовербата. Ако еднаш веќе правиш, да не бидеме лошо сватени, нормално, секој може да прави што сака на своето лице, меѓутоа дека наметнувањето и бомбардирањето дека младоста можеш да ја спречиш е погрешна, дека младост, дека староста е опасна и е деструктивна, и дека треба да се плашиш да остареш, е најстрашното. Апсолутно е погрешна порака. Затоа вие благодарејќи еве што правиме вакви теми на муабет. Со таа цел ја правиме оваа емисија и затоа сакав вие, затоа што го имате искуството на работа со млади. Ги знаете нивните потреби, ги знаете нивните желби, ги знаете можеби и оние моменти и на мака и борба со себе, во делот на откривање на самите себе и во делот кога созреваат, па ќе го речат нели тинеџерство, па адолесценти и така. Се бараат себе си, знаете. И добро додека се бараат себе си. Тука сакам да ги насочиме дека нема ништо погрешно тоа да растат и созреваат согласно годините. Дека нема ништо поубаво тоа да видиш млада девојка, возрастна жена, потоа и тука не се ги споминавме и бабите кои што согласно нивните години изгледаат прекрасно. Така е. Ма знаете што ги навело нив? Еве, јас ќе ви кажам, сите оние кои што се трудат да бидат не само физички, да речем визуелно, многу е побитен оној менталниот дел, духовниот дел. Знаете, јас од секогаш сум мислела дека има некоја повисока интелигенција од нас. Мене од секогаш тоа ме фасцинирало. Јас истражувам, читам и тоа навистина ми дава една посебна надеж дека навистина со годините дополнително секој ден може да биде многу убав доколку здравето се сочува, доколку се води сметка нели на здравата исхрана, на активностите, на добрите мисли. На негата жената треба да се негува. Можеби е друга тема, најте вреди можеби да ја спомнеме, зошто во некој комодитет кога ќе се реализира жената како мајка, како сопруга, во делот ќе си најде некое стабилно работно место и тоа е можеби најубавиот период веќе кога почнува за жената од една страна кога има сигурност и да може да се посвети на убавината да биде жена, некако се потопува.
и не инвестира, несвесно ли се случува тоа? Апсолутно, значи не инвестира во себе. Несвесно за животот, за вредноста за себе и за незиниот влог и за незиниот допринос, не само лично за себе. Знаете, ако сум јас добра, ако сум здрава, ако сум паметна, ако сум нели се искусна и сето тоа мудра, јас прво не само што сум добра за себе, јас сум добра прво за моите околу мене. Затоа што сум среќна, исполнета, задоволна, среќна, ме разбирате? Ако си работиме на тоа, вие автоматски не само на твоите, зашто мене од секогаш ме водела тај, па јас сакам да бидам секогаш за своите деца и убава, и паметна, и да бидам примерот. Трудам, значи работам цело време. Јас не седам да гледам турски серии, него читам книги или излегувам во природа, или гледам што мене ми користи на мојата возраст да правам највеќе, да престојам во природа, затоа што има и една работа која што многу сум ја разбрала. Значи сепак сметам дека и до свесноста. Велат научниците, значи тоа е научно докажано, дека, нели, ние секогаш, тоа ми е наследно, од мајка ми, од татко ми, биле болни од ова, сега јас ќе бидам болна, и знаете, вие цел живот зборувате дека вашите родители или некои и биле болни од не знам каква болест и вие сте автоматски ја очекувате подсвесно таа болест да дојде кај вас. Дека кај да треба да се случи. Дека ќе се случи. И знаете, тоа подсвесно размислување дека вие, вашите родители биле не знам од што, и вие, сега јас ќе го добијам тоа. Тоа е една негативно самозборување кое што е, бидејќи се енергија, јас и вие што ова денес го зборуваме енергија, зборовите се енергија кои што ги праќаме негдека, се што праќаме како енергија, како разговор, нас ни се враќа. А што е најважно, мене што ви кажам ме воодушеви, научниците велат вака, не е до ДНК-та. Добро. Значи, не е до ДНК-та дали вие ќе добиете таква или ваква болест. Најголемите, значи тоа се, значи Брус Липтон, тој можете слободно да го најдете на интернет. Добре. Значи тој вака вели: ако вие на себе си упатувате позитивни разговори, пофалби, ме разбирате, не лажни, да верувате во тоа. Значи, во се што зборуваме ова треба и да верувате. Не може на некого да му успее да биде тоа ако тој не верува во ова. Значи, јас верувам во тоа, затоа и така и го живеам. Значи, ако јас денеска си викам, леле, па стварно види, па добро изгледам, па здрава сум, па види, можеме да читам, па стекнувам, учам нови работи, значи, јас можам тоа да го правам. Се што зборувам позитивно, не само за себе, највеќе за себе, затоа што, знаете, се лачиво, ја не сум биолог, меѓутоа го разбирам концептот. Значи, се што вие и како си зборувате на самите себе си, стара сум, грда сум, види на што личам, дебела сум, тоа се фактички енергијата само ви потврди, вика, дебела си, грда си, ако почнете да си зборувате, па ја прекрасно изгледам за своите години, па види што све можам да направам, автоматски во вашата крв се излачуваат хемиски реакции кои што можат да ве излечат и ги излекуваат. Зошто многу луѓе се излекле од најтешките болести? Затоа што не само што може би им давале таблети во кои што тие цврсто верувале дека ќе ги излечат, нели, она плацебо ефект што го викаат. Значи секој ден треба да се вербата дека тоа е лекот за мене. Тоа е лекот. И сега кога вие тука е магијата, Јована, и тука е вербата, и тука е вистината, и тука е убавината, и тука е забавата. Кога се играте со сопствениот ум и се создавате убава и позитивна приказна. И од негативните нешта што се случиле во животот, вие ќе се обидете да рече, чекај, мене тоа ми се случи, ама ми се случи, за да ми се случи ова, тоа и тоа, бидејќи јас имам една навистина низ искуството, животни ситуации, кои што мене ми покажувале кога сум сметала дека, леле, што направивме, не, ова изгубивме. Не, напротив, сите тие загуби од ваков или од онаков вид, секогаш ми донеле многу подобри варијанти во кои што ми дозволувало јас да уживам многу повеќе. Значи, што сакам да кажам? Ние умот сме го запоставиле. Ние, за жал, во училиште не учиме. Учиме за се и за секого. Значи, има концепт на едукација која што е апсолутно Јас сум го зборувала и кога сум била директор на училиште и со моите деца сум работела лидерски програми за да ги освестам да мислат повеќе за себе, за своите мисли, за своите чувства, затоа што во образование,
кај нас се уништува детскиот потенцијал, детската радост, детската љубопитност, само од едноставна причина што децата учат толку многу непотребни работи, а најмалку учат за себе. За да се следи програмата. И за себе како луѓе, чекај, па еве да се прашаме, еве едноставно прашање. Знаете ли колку работи, на пример Јована, јас сум се прашувала дека не знам. И не се срамам дека не знам, туку си ги признавам дека не знам. Викам, леле, толку многу сакам да видам животот на Никола Тесла, дај ќе го откривам. После си викам, дај бе да видам како функционира овој умот, дај да видам како функционира моето тело. Колку од нас сме се запрашали да видиме како ни функционира телото? Кој орган за што служи? Каде се наоѓа? Што е потребно за да биде добро? Што треба? Дали ме разбирате што сакам да кажам? Значи, толку многу знаења имаме на тацна. Дадено што Google ги абсолвира денеска и вештачката интелигенција, која што е колку забавна. Колку сме отидени напред. Колку сме отидени тоа напред. сакам да ми кажам, еве јас на пример во овие години особено се радувам, го открив ChatGPT-то. Значи тоа е робот кој што моите потенцијали за да го осознам светот и целата мудрост, знаење, анализа, се што постои, да можам да ги имам и јас да ги прифаќам и знаете да ги преиспитувам. Затоа што ако не се преиспитуваме и ако моите родители мислеле и баба ми мислела дека жената е само за куќа, дека жена треба да би покрија, жена треба да би ваква, ваков треба да биде живота, срамота е ти сега на овие години тоа да... Знаете, тоа се толку погрешни и уништувачки верувања кои што за жал и ден денес луѓето ги држат во својата глава и ги влече назад не откривајки се себе си и овој ум колку е тоа се можно и моќно ако веруваш во себе, ако веруваш во добриот збор, ако си зборуваш не само на себе и на другите околу тебе добри работи, оти тоа е добра енергија. А добрата енергија носи здравје. А здравјето ти носи уште поголемо здравје, радост уште поголема радост, благословите и благодарностите уште поголеми благодарности. Така да тоа е предност да бидеш на оваа возраст, тоа што си, да се прифатиш. Значи мораш прво да се прифатиш. Ако ја не се прифатам, и ако мислам дека треба да живеам само до 30-40 години и тоа да ми биде топ, па после да умрам, значи ние сме неразбудени суштества. Знаете како, да не си го цениш секој ден од животот и да мислиш дека треба да умреш, а умираш 30, нели, од веќе ќе влезеш на 6 години, ти чекаш да умреш, затоа што така ти кажале твоите дека готово, бе, староста е катастрофа, бе, не ја бива, бе, како тоа, па тебе за ништо не те бива више, не можеш да учиш, дементен си, па не можеш ова да прешне. Значи, се во согласност со своето физичко здравје, ама ти си пак тој еден дел од тоа што го правиш. Добрите мисли, не собирање на гнев, не собирање на омраза, па тие се најголемите уништувачи на здравјето. Луѓето денеска со таква омраза, не знам колку ли на клиника треба да има луѓе кои што ќе се лечат од секакви болештини, затоа што не ја разбрале поентата дека чувствата, емоциите позитивни носат само добробит на здравјето. Радоста уште повеќе носи убавина на здравјето. Земи жали за младоста, жали за се што си пропуштил и заглави се и ете ти каде да е, скоро ќе умреш. Многу бави пораки упативме. Ви благодарам многу за денешното гостување и на другите ми се гледам. Обавезна. Не беше само оваа тема. Јас ви благодарам на вистина. Благодарам и за пораки. Ви благодарам и на вас.